أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Денеска со Аллахова дозвола продолжуваме со 62-иот ает од возвишеното суратул Бакара. Возвишениот Аллах Азза ва Џелле вели во овој курански ает: "Инналлазина аману валлазина хаду ван-насара вас-сабиина ман амана биллахи вал-јаумил ахири ва амила салиха фалахум аџрухум инда раббихим вала хауфун алейхим вала хум јахзанун." Навистина, тие што веруваа, тие кои беа верници, и тие што беа евреи, и христијани, и сабици, а веруваа во Аллах субханаху ва таала и во другиот свет, и правеа добри дела, нивната награда е сигурна кај нивниот Господар и за нив нема да има страф, ниту пак за нешто ќе тагуваат. Вели Ибн Каthир рахимахуллаху таала: откако возвишениот Аллах Азза ва Џел ја појасни состојбата на оние што им се спротивставува на неговите наредби, кога зборуваше за Бену Исраил, кои ги прекршуваа неговите забрани, ги преминуваат границите во она во што немаат дозвола и ги прекршуваат Аллаховите светости. И откако Аллах Азза ва Џелле ни спомна каква казна ги снајде поради тоа, во овој курански ает ни укажува дека секој од претходните народи, од претходниот уммет, пред да биде испратен Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, дека свекој еден кој постапувал исправно, кој имал таухид и верувал во возвишениот Аллах Азза ва Џел и бил покорен, за него има уба и добра награда. И така рече до судниот ден. Свекој еден кој ќе го следите Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, овој пејгамбер кој не знаеше ниту да чита, ниту да пишува, за него има вечна среќа и на дуња, а посебно на ахират. И нема да стравува за она што го очекува после неговата смрт, ниту пак ќе тагува за она што го остава од ова дуња. Како што Аллах Азза ва Џелле вели во сурат Јунус: "Ела инна аулија Аллахи ла хауфун алейхим вала хум јахзанун." Навистина Аллаховите штитеници, Аллаховите евли и блиски робови за ништо нема да стравуваат и за ништо нема да тагуваат. И како што им велат мелеките, исто така на верниците при нивната смрт. Велит Аллах Азза ва Џел: "Инналлазина қалу раббуна Аллаху thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون." Велит Аллах Азза ва Џел на тие што велат наш Господар е Аллах, на верниците кои веруват во Аллах Азза ва Џел, па потоа остајнат истрајни на тоа, истрајни се на нивниот таухид, истрајни се на нивната покорност кон Аллах Азза ва Џел и истрајни се на суннетот на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, им се спуштаат мелеки при нивната смрт, кога ќе има најголема потреба. И им велат во тие моменти: не плашете се за она што доаѓа сега после вашата смрт и не тагувајте за она што го оставате на оваа дуња и радувајте се на дженнетот кој ви беше ветен. Возвишениот Аллах Азза ва Џел во овој курански ает вели: навистина тие што веруваа и тие што беа евреи, христијани и сабици, а веруваа во Аллах Азза ва Џелле и во другиот свет и правеа добри дела,
ове пред да биде испратен Мухаммед салаллаху алейхи селем, нивната награда е сигурна кај нивниот Господар и за нив нема да има страф, ниту пак за нешто ќе тагува. Овој курански ајет, како што велите Суди рахимехуллаху таала, е објавен во врска со асхабите и другарите на Селман ел-Фариси радијаллаху анху. Па велит, додека Селман ел-Фариси радијаллаху анху во една прилика му раскажувал на Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем и ги спомнал неговите асхаби, неговите другари од во џахилије. Па му ги пренесел нивните својства, нивната состојба. Па му рекол дека тие се молеле, имале свој начин на кој се молеле, постеле, имале некако вид на пост, веруваа во тебе и сведочија дека ќе бидеш испратен како пратеник. Значи ти имале поиме дека ќе дојде некој пратеник и вервеле дека ќе имат пратеник кој Аллах азза ва џелле ќе го испрати. Па опитвал Селман со овија говор, сакал да опита што е со нив, што ќе биде со нив. Кога Селман радијаллаху анху заврши со пофалбата за неговите другари, Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем рекол: о Селман, тие се од жителите на огнот. Тие се жители на џехеннемот. Теа што имале некои добри својства, не е доволно ако го нема теухидот. Ако не вервет во Аллах азза ва џелле и ако не се чуваат од ширк, и ако не го следет шеријатот на последниот пратеник кој е испратен. И ове тешко му паднало на Салман ел-Фариси радијаллаху ан, па Аллах азза ва џелле го објави овој курански ајет. Што значи дека пред Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем верата на евреите била прифатена се додека се доржеле до Тевратот кој му беше објавен на Муса алейхи салату вассалам. Све додека вервеле во Аллах азза ва џел, не му правеле ширк, се доржеле на Тевратот и го следеле на Муса алейхи салату вассалам. До тогаш биле верници и биле муслимани. Но после Муса алейхи салам, кога дојде кој? Иса алейхи салату вассалам. Тогаш му беше обавеза да го следет на Иса алейхи салату вассалам. Да го прифатат и да го следет неговиот шеријат. Исто така верата на христијаните пред Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем била прифатена кога се доржеле до инџилот на Иса алейхи салату вассалам. Зошто тој бил пратеник во нивно време. Тие биле следбеници на Иса алейхи салату вассалам, па све додека го обожавале само на Аллах азза ва џелле единствениот и го следеле нивниот пратеник Иса алейхи салату вассалам, тие биле верници и биле муслимани. И затоа велит, секој што ќе поверува во Аллах азза ва џел, ќе прави добри дела, ќе го обожава единствено на Аллах азза ва џел и ќе го следи пратеникот што бил испратен во нивно време, во било кој народ, во било кој уммет, тој е велит од оние кои се спасени и тој е од оние на кој или кој заслужува награда од страна на возвишениот Аллах азза ва џел. А оној што нема да поверува во Аллах азза ва џел, или му чини ширк, или му се спротивставува на пратеникот кој му е испратен на неговиот уммет, тој е од оние кои веќе пропаднат. Зашто имало многу евреи кои иделе ке Мухамед алейхи салам откако бил испратен и му велеле ние сме на верата на Муса алейхи салам. Ние го следиме Тевратот. Други иделе му велеле ние сме на верата на Иса алейхи салату вассалам и го следиме инџилот. Но свекој човек, како што спомнавме, во свекое време е задолжен да верви во Аллах азза ва џел, да го обожават само него и да го следит пратеникот што му е испратен, се додека не е дојден следниот пратеник после него. Па така народот на Нух алейхи салату вассалам има обавеза да го следат кого? На Нух алейхи салату вассалам, се додека Аллах не го испрати на Худ алейхи салату вассалам. Па после на тој народ на кого му беше испратен Худ алейхи салату вассалам, прво обавеза му е да верви во Нух алейхи салату вассалам и во Адем алейхи салату вассалам, но обавеза му е да го следи шеријатот на кого? На Худ алейхи салату вассалам. Исто така во времето на Салих, на Ибрахим, на Иса, на Муса, све до последниот и печатот на сите Аллахови пратеници Мухаммед салаллаху алейхи васелем.
е неговото пратеништво. Рисалетот на Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем е општо, браќа, се односи на сите створенија после неговото испрачање. Не само на еден народ, не само на арапи, туку и на неарапи. И не само на луѓе, туку плюс и на џиннои. И џиноиве се исто обавезни како што се обавезни луѓево да го следат на Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем. А оние кои нема да вервит и нема да го следит на Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, па дури да тврди дека вервит во свите Аллахови пратеници претходно и дека вервит во Аллах азза ва џел, дали ове нешто му користи? Не му користи све додека не вервит во Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем. Затоа Мухаммед алейхи селам велит во еден хадис: "Валлази нефси биједи", се колнам во оној во чија рака е мојата душа, се колнит во Аллах азза ва џел. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. Вели немат никој од овој уммет. Значи, од кој уммет? Од умметот на Мухаммед алейхи салату ва селам, од свекој еден уммет, од свекој еден народ кој е дојден после испрачањето на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, од евреин, од христијанин, од меđусија, од сабиец, од било кој на ова дуња. Вели Мухаммед алейхи салам, нема никој од овој уммет, ни евреин, ни христијанин, што ќе слушне за мене, ќе слушне за Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, а потоа нема да поверува во мене, а да не влезе во џехеннем. Што значи? Немат фајде ако вервит во други пратеници, а не вервит во Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Затоа ние како уммет сме обавезни да вервиме во свите Аллахови пратеници претходно, но да го следиме шеријатот и законот и суннетот на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Да затоа, браќа, исламот е верата на Аллах азза ва џел и на земјата и на небото. И таа е верата на сите Аллахови пратеници. Вервењето му исто, само шеријатот или прописите се менвет од народ до народ или од пратеник до пратеник према совршената мудрост на возвишениот Аллах азза ва џел. Велит Ибн Каthир, потврдувајќи гове, велит рахимехуллах, кога Аллах азза ва џел го испрати на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем како печат на сите пратеници и пратеник до сите синови Адемови, до секој еден човек без исклучок, луѓето станаа должни да му веруваат во она што ни соопшти од разни вести и ахбари, да му се покоруваат во она што го наредил, да се воздржуваат од она што тој го забранил, па тие се велит прави, тие се прави верници. И затоа умметот на Мухаммед саллаллаху алейхи селем, посебно овој уммет, се наречени муъминун, се наречени верници, поради нивниот силен иман, поради нивното силно вервење и поради нивното цврсто убедување и јакин што го имаат. И затоа што веруваат во сите претходни Аллахови пратеници. Навистина тие што веруваат, ове не јасно верниците, и тие што беа евреи, и евреиве знаеме кои се, и христијаните, и сабици, велит Аллах азза ва џел овде. И сабици. Па кои се тие сабици? Постојат многу различни мислења кои се овие народ, па некои од учењаците велат дека сабици се посебна група од христијани, други велат дека се посебна група од евреи, трети велат дека се група од меđусии. Кои се меđусии? Кои обожаваат оган. Имат и такви што велат дека тие се посебен народ со посебна или собствена вера. А имат и мислење дека тие се луѓе без утвордена вера, без посебна вера, нема никаква вера, туку се на природна состојба фитра и не следеле ниедна одредена религија. И ове постојново е едно најисправните мислења, дека овие се народ сабици кои немаат посебна вера, не следат некаков пејгамбер, туку се на некаква нивна природна фитра, природна состојба. Велит Ибн Каthир рахимехуллах, најјакото и најјасно мислење, Аллах најдобро знае, е мислењето на Муџахид, познатиот муфесир рахимехуллах, и оние што го следеле како и Вахб ибн Мунебби, дека сабици биле луѓе кои не припаѓали ниту на верата на евреи, ниту на христијани, ниту на меđуси, ниту на многобожци, туку останале на својата природна состојба и немале утврдена вера што би ја следеле и прифатиле. И поради теја,
мушрици во времето на Мухамед салаллаху алейхи селем, кога некој ќе примал ислам, ќе му се приклучал на Мухамед алейхи селем, го викале сабиец. Зошто му велеле ја саби? Зошто го сметале дека излегал од свите тогашни вери кои биле присутни во теа време. И затоа го викали Мухамед салаллаху алейхи селем иннаху саби. Значи тотпанник од вера. Така го викале на Мухамед салаллаху алейхи селем и на секој еден кој примал ислам или го следел на Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи селем. Потоа возвишениот Аллах азза ва џел во 63-тиот и 64-тиот курански ајет велит: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Велит Аллах азза ва џел, повторно се враќаме на Бену Исраил. И кога од вас, о синови Исраилови, заветот го зедовме и над вас планината Тур ја кренавме, цврсто прифатете го тоа што ви го дадовме во книгата и нека ви е на ум тоа што е во неа, за да бидете богобојазливи. Потоа вие, после дадениот завет, како што е нормално, ке ними одбивте и се спротивставивте. И да не беше Аллаховата добрина и милост кон вас, вие на вистина ке бевте од губитниците. Ибн Каthир рахимахуллаху таала вели: возвишениот Аллах азза ва џелле ги подсетува на Бену Исраил на заветите и договорите што ги зеде Аллах азза ва џелле он нив и тие што му го дадоe на Аллах субхану ва таала, а тие да веруваат само во него. Да веруваат само во Аллах азза ва џелле, да го обожаваат само него, без да му припишуваат здруженици, без да чинат ширк и да ги следат нивните пратеници. И Аллах азза ва џелле известува дека го зеде од нив заветот и во тие моменти додека тие го давале овија завет, Аллах азза ва џелле од неговата мудрост и од неговата моќ ја подигнал планината Тур над нивните глави, за да го прифатет, за да ја уплошит и да го прифатет оне на што се обворзае и да се држат со света сила одлучно и решително на оне што Аллах азза ва џелле го објавил. Но Бену Исраил, како што знаеме, биле познати по тврдоглавоста и наетот и затоа Аллах азза ва џелле е подигна планината на нивните глави и им било наредено да направат сеџде. Кога направиле сеџде во тие моменти биле принудени само со една страна да направат сеџде, а со другава со едно во око гледале над планинава да се сруши над ними од страв. Па поради ова Аллах азза ва џелле им се смилувал, па му опростил и ове било само момент. Потоа велит Аллах азза ва џелле: вие после дадениот завет одбивте и се спротивставивте и да не беше Аллаховата добрина и милост кон вас, вие на вистина ке бевте од губитниците. Во овие курански ајат бреча има исто така предупредување за овој уммет. Посебно за нас, да не го следиме нивниот пат, за да не ни снајде оне што ги снајде нив, и затоа обврска му е на секој еден верник, на секој еден човек, да ги извршува наредбите на Аллах азза ва џелле, да се воздржува до неговите зборови до Куранот и да постапува според она што е дојдено од Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи селем, за да бидете од богобојазливите и од спасените на сунниот ден. После ове имат кратко објаснување или кратко курански ајет за соботата, што исто така е познато од Бену Исраил. Иншаллах веќе го земеме во следното дружење следната недела, кој иншаллах ќе биде последно пред Рамазан, пошто ќе имаме пауза рамазанска, знаете пред тараве имат секој ден дерсој, така да следната недела иншаллах ќе биде последна во тефсир, иншаллах ќе гледаме после Рамазан. Го молам на возвишениот Аллах азза ва џелле да ни усврсти на неговата вера, да ни даде искреност во нашите ибадети. Го молам Аллах азза ва џелле да ни олесни да го дочекаме месец Рамазан, да ни олесни пост и ибадет во него. Па го молам Аллах азза ва џелле исто така да ни соедини во џеннетул фирдаус со пратениците, искрените шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.